кој примал пари од роднини од странство или кој, например, уплаќал депозит за летување во Европската Унија, знае колку може да бидат спори и скапи овие трансакции. Земјава сега е на пат таквите плаќања да ги сведе на време од само неколку секунди, со далеку помалку трошоци. Народната банка во јули поднесе барање да стане членка на СЕПА или со цел назив единствената област за плаќање во евра. Адресирано е до Европскиот совет за плаќања, иако механизмот не е дел од институционалната рамка на ЕУ, туку непрофитна асоциација на банките и другите даватели на платежни услуги. Одлуката сепак дали една земја ќе биде примена во СЕПА се потпира на исполнувањето на европски регулативи. Самата динамика на пристапување во СЕПА зависи од подготвеноста на земјите и степенот на согласеност на националната правна рамка со релевантното европско законодавство, за чија што оценка беше обезбедена и техничка помош од Светската банка. Македонија, Албанија и Црна Гора од страна на Светската банка во овој процес беа оценети со висок степен усогласеност на правната рамка и беа првите трите земји од 6 од Западен Балкан чии што централни банки, како што рековте, во текот на јуни и јули ги поднесоа апликациите за членство до Европскиот совет за плаќања. Додека очекувањата според најновите изјави на високи представници на Европската комисија се дека трите земји се со голема можност за скорешно пристапување во СЕПА, најверојатно од почетокот на наредната година. А ако се реализираат очекувањата, ќар од членството во СЕПА од нова година ќе видат и граѓаните и фирмите. За граѓаните, членството во СЕПА се очекува во голем дел да придонесе за удомерот на плаќањата со дознаките, имајќи го во вид бројното иселеништво на земјите од Западен Балкан во европските земји, каде што приливите од овие дознаки се проценува дека учествуваат некаде до околу 15% од бруто домашниот производ на земјите од регионот. Со пристапувањето во СЕПА и елиминирањето на скапите кореспондентски банкарски релации за извршување на дознаките, се очекува, според студијата на Светската банка, се очекува дека трошоците за дознаките кои што тековно изнесуваат околу 6,7% од износот на дознаката, да се преполоват и да се сведат на околу 3% од износот на самата дознака, што значи голема заштита за домаќинствата. А сето тоа на ниво на регионот од Западен Балкан од страна на Светската банка проценето на заштита од околу половина милијарда евра. Од аспект на фирмите, според вице-гувернерката Нацевска, анализите на Светска банка покажуваат намалување и на трошоците за извршување на плаќањата на микро, малите и средните претпријатија од земјите од Западен Балкан со компаниите од ЕУ. Плаќањата за пример 5000 евра преку кореспондентското банкарство денес се за околу 10 пати поскапи од цената што плаќањата што европските фирми ги имаат за меѓусебните плаќања во рамките на СЕПА. А од другата страна, при извршување на плаќања од некоја компанија од ЕУ кон домашна фирма се дури 12 пати поскапи од она што тие би го платиле за извршување на плаќањата во евра. Во моментов, меѓународните плаќања се одвиваат преку така наречени кореспондентски сметки на домашните банки кај странските. Процесот е сложен, па трансакциите може да траат и по неколку дена, посочува Антонија Мариновски од Стопанската комора на Северна Македонија. Плаќањата во странство подразбираат документација или давање одреден мандат на банката да плати преку своите кореспондентски релации во друга држава кај банката на нашиот деловен партнер. Обично тоа оди регуларна валута 2 дена, имаат сите банки и нашите, а и европските, следствено на тоа и нашите ги дизајнираат така наречен cut-off time или време во кое може да одат со една валута, со друга валута. Значи, додека кај СЕПА 90% од плаќањата до 100.000 евра одат во рок од 5 секунди, неколку секунди. Значи, драматична е во брзина разликата, исто и од аспект на трошкови. Идејата на самата иницијатива за СЕПА во суштина е да поедностават и да поевтинат прекуграничните плаќања во Европа меѓу различни држави и пазари.
Основните три правци кога ќе се спомене СЕПА, зашто Европа го направила тоа и зашто сега што очекуваме кај нас, тоа се хармонизација, интеграција и поголема ефикасност. Значи, очекуваме побрза циркулација на средства, поголема ликвидност во системот, намалените трошоци на банките и на другите провайдери на платен промет треба да се прелијат како намалување на тарифите за нашите членки и клиентите, а од наше гледиште сметаме дека онај масовен сегмент на мали и средни предпријатија кои имаат крос-бордер плаќања во евра, дека ќе видат добар бенефит. Покрај овие директни бенефити што ги очекуваме за нашите членки, индиректно е и катализацијата на отворањето на пазарот и во домашниот промет. Очекуваме да се појават нови провайдери на платен промет, финтек компании, кои ќе понудат технички, технолошки, иновативни решенија, кои ќе го раздвижат пазарот и нема да биде засега само контролиран од банките. Членството во СЕПА сепак не е безусловно. Потребно е усогласување на одредени закони со европската регулатива. Клучните измени во оваа област се веќе направени, уверуваат од Министерството за финансии. Од Европскиот совет добивме сугестија дека треба да се направи дополнителна измена на законот за спречување на перење пари. Тоа на 16-тата седница на собранието истото го сторивме, едногласно беше прифатено од пратениците во собранието, со што најголемиот дел од барањата на Европската комисија беа интегрирани во законот во смисла на усогласување со неколку директиви, кое значи унапредување на пропишаните европски стандарди, меѓу кои другото потребни за процесот на зачленување на нашата држава во единствениот систем за плаќање во Европска Унија, СЕПА. Дополнително треба да се направат измени на законот за плаќање, кои се од техничка природа, вели Јанкуловски. Според него, со членството во СЕПА, покрај другите придобивки, ќе се поттикнат и електронските плаќања и ќе се придонесе за поголема дигитализација. На овој начин сметаме дека и со пониските провизии бројот на дознаките, вкупниот износ би бил поголем од страна на нашата дијаспора од странство. Наместо да се носат преку граници готовински средства, да влегуваат во државата, да рискираат ако се поголема сума на пари кај царинските служби, преку безготовинските плаќања електронски, доколку станеме членка, ќе станеме членка на СЕПА, тогаш и бројот на дознаките, убеден сум дека би биле во многу поголем износ и тоа би било многу добро и за државата и за репутацијата на финансискиот систем на Република Македонија во светскиот финансиски деловен свет. Иницијативата за СЕПА е од 2008 година, а целосно е востановена во 2014. Дел од СЕПА се 36 земји со над 7000 банки и преку 500 милиони сметки.